Добродојдовте во 18-тата епизода на Анекта. Гостин во оваа епизода е Бомбакис, односно дечкото со картоните. Со него зборуваме како настанала идејата да тој напише порака на еден картон и да објави на социјалните мрежи. Идеја што оригинално не е негова, но стана предпознатлив во македонската јавност. Исто така зборувавме за неговата лична борба со ракот кој му бил диагностициран пред повеќе од 5 години и на кој начин го има променето неговиот живот. За ова и уште за многу други теми гледајте во продолжение. Исто така, сакам уште еднаш да ве потсетам да се претплатите на нашиот YouTube канал и да не заследите на Spotify, Instagram и Facebook. Аналитиката се уште покажува дека луѓето кои ја посетуваат нашата страница и ги гледаат епизодите на Анекта, за жал не се претплатени и немаат стиснато follow. За вас тоа е бесплатно, но за видливоста на подкастот тоа значи многу. Затоа ве молам, стиснете пауза и пред да го пуштите разговорот, стиснете subscribe. Уживајте. Топли Бомба, добар си. Супер, одлично, да. Фала на прашање. Морам да те прашам прво зашто Бомбакис, може би имаш негде кажано, ама не сум Да, заприметила. многу вакво интервјуа кажано тоа. Бомбакис затоа што Бомба беше зафатено на Инстаграм, а ме викаат Бомба уствари. Правилен надимак ми е Бомбуш, од малку излегов доле со деца да си играм. По еден комшија што живее кај мене на спрат, Бомба него го викаат и Бомба стари, Бомба мали, и ми остана Бомба. И кога се отвори све ова социјалните мрежи Инстаграм, не можеше Бомба да биде и беше Бомбакис, нешто, пошто ја работев во Грција неколку години и као ај нешто да Варијација на варија, тема. да. И Бомбакис и така ми остана да ти кажам Бомбакис. Ама пред се би сакал луѓето да ме знаат како Бомба, пошто тоа ми е надимак од детство. Ова ти е за меѓународна употреба другова. Па да речем, ако почнам нешто и нека Грција да фаќам и на други држави, да. Да, регионално. Сега да те прашам, прво нека ти е честито кирката, еден месец колку е поминат веќе. Обично жени кога одат по интервјуа ги прашуваат како успевате меѓу кариера и помеѓу мајчинство, па јас се еден татко во емисија да прашам во подкаст што е тазе татко, како се постигнува си ја средили главата, каде си, што си, дома, бебе, Пред нов се живот. фала ти за честитките. Тоа треба да жените да ги прашаш, пошто они повише знаат и повише работи прават. Јас сум сега као лево сметал дома. Или ако треба нешто да завршам, ај ти ова заврши, ај ти она заврши го, као пратеник сум, сега ме праќаат цело време по него. Али добро е, се трудам, гледам да помогнам на жена ми, колку можам, тоа што можам го правам. Но и за да не ми се наљути, не е фер према неј за ја да избегавам одговорностите за детето, пошто наше е детето, така да. Тешко е, ама се снаоѓам. Еве не сум спиен, а морам да идам да снимам, морам да идам да извадам картон са бајле, навечер не спием, пошто знаеш како плаче човечето, али се снаоѓаме и мислам дека ќе биде боље. Мислиш ли дека нашите генерации на татковци се повеќе вклучени во растењето на децата за разлика од нашите татковци мали кога бевме? Па да, у принцип да, ама може не знам дека е помодарство некој да гледаат, да стават по Инстаграм, по социјални мрежи дека и татковци се Мислиш грижат. дека и тоа има? Па има такви, да, имам и примери такви, сега не сакам да ги споменувам, ама за да видат луѓе, овој колку добар татко е, сееш. Али у принцип да, поодговорни се од тие наши татковци што биле на времето. Пошто они знаеш иделе на работа, доаѓаат, јадат, све е на жената, ама мислам дека денес се сменија работите. Па јас мислам дека е тоа повеќе поради тоа што веќе па и свеста се развива, но поради тоа и што доколку двајцата дома не работат се околу домот и детето и не заработува, животот е многу скап, Па не може да биде оставено на еден човек. Реално така е, да. Али пак ќе кажам, други времења се сега, други времења биле тогаш и све у свое време. Да, се менуваат Се некако менува, работиве све за се среќа. менува. За студиото ќе збориме или не откриваш тоа?
Не откривам каде, а да збориме, може да збориме, пошто гледаш жртва Пошто си дадов, објави и да. ти Да, како дека успеа да се дадов жртва. заколеш. Па со скалпер. И беше интересно да ти кажам, али добро е што жртва дадовме, зашо но сакам нешто кое ќе направам сам. Не да дојде да викнам мајстори да ми искречат сами, да ми направат нешто Правеше сами. се сам? Со уште еден другар и татко ми помогна. И све правиме сами. Така да со љубов, значи нешто кога го правиш со љубов, мислам дека ќе се врати со многу добро. Многу добар фидбек ќе има. И го подготвуваме, да ти кажам, доста време. Вчера исто заглавивме многу до касно, жена ми среќа не ми се јави да ја помогнам нешто, али знае, разбра дека имам работа. И уште малце некој 90% е завршено, уште некои финеси фалат за да биде комплетно и како што кажав на 4 сегде февруари, која е роден Гоце Делчев, тогаш стартуваме со. Значи ти ептан сега си у финиш. Па уште да, ситно. уште малце нешто ми фали, само финесите да ги доставам и стартуваме. Емисија, подкаст, што ќе биде, продолжуваш кај што застана или нешто сосема друго ќе биде? Подкаст ќе има обавезно, да. Тоа не бегам од тоа, затоа што со тоа почнав и ми требаше доста време заради опреми, ради све, за да се скоцкам како што треба. Еве, како вас. И да биде се како што треба. И ќе има и други работи, само не сакам да ги откривам сега. Добро, блиску е. Ќе биде датумот. Ќе биде, да, блиско е датумот, ќе почнеме прво со подкастот, али ќе има и друг контент, ќе има и друг серијал на емисија, ќе има и влогови, све ќе има, значи ќе бидам уствари јутубер. Може Па да добро, се наречам, платформа да, некоја да. твоја, кај што ќе има Сакам се све, претпоставувам. пошто Инстаграмот си функционира како што си функционира, Фејсбукот си е супер и зашо да не да го разработиме и јутубот маце. Мислиш ли дека кај нас сега, не дали може да се заработи, туку каков е одзивот, се гледаат ли подкасти, кој е вака твој впечаток, пошто некако изникнуваат многу, ама се гледаат, следат ли луѓе вака првин од себе, па ти околу тебе што се следат ли таа сцена? Гледам дека у последно време има доста подкасти изникнуваат ко печурки и баш ме е мило за тоа, сам да работат луѓето, сам зашо да не пробаш, ако не пробаш нема да знаеш дали ќе успееш. И се гледа, да, се гледа, само зависи што контент ќе им даеш, што содржина, кој гостен, знаеш кај нас луѓе што сакаат да слушаат трачеви, серии, да фаќаат и такви ствари. Тоа им е поинтересно. Али ја преби за нешто едукативно да биде и нешто да научат луѓето од тој подкаст сега. Не ми е битно нешто кој што направил мене мислиш ли лично. дека тоа не прави, да речеме, во големата слика штета, затоа што еве кај нас, не кај нас, еве и Србија ќе ја споменам, кај нив па имаат баш и Да, заработуваат и гледаност имаат, дека не се прави, да речеме, штета со тоа што сите одат по. И па сега некој сака да гледа дали некоја ставила цицки, дали се развела, дали не знам каде одела. Са бајлете гледав неколку интервјуа и никој те нема ништо позначајно прашано, да ми извинати колеги и водители кои што и да работи, туку некој ги интересира повеќе личниот живот. Во ред, ама дали мислиш дека треба и ние да ја научиме публиката што да гледа, а не само сирџиски работи да се објавуваат? Скроз си управо, тоа го правам уствари со картоните. Тој ми е начинот на функционирање и тоа сам да го направам со подкастот, да гледат и да научат нешто, да се крене малце свеста на луѓето за некои одредени теми. А многу е лесно да извадиш цицки на Инстаграм, многу е лесно да собереш лајкови на тој начин со некој примитивизам. Не, ако тоа некој смета дека треба да го прави, слободно, пеки нека го прави, ама Да, нека си го прави што сака, нека прави, не ме интересира, него сам да ти кажам дека тоа поише пали кај народов, тоа што викаш ти тоа е дека сака секаде да. се ирџиство, Да, не сме, не тоа е го Балканот, измисливме тоа е ние. менталитетот наш. Ама ние вака ќе се трудиме да ги научиме луѓето што е добро и што треба да гледаат и од што може да научат и што може да им користи понатаму од животот. А на пример, имаш ли, осеќаш ли ти некаква, да речеме, одговорност поради тоа што еве јас доаѓам од новинарство и почнувам да работам нешто вакво, но има многу, не знам, подкастери, луѓе што имаат канали на YouTube што не се и тоа е се во ред. Секаде во светот не може никој да ти забрани YouTube канал да отвориш. Ама дали мислиш дека со тоа што се појавуваш во јавност, имаш повеќе од 40.000 следачи на Instagram, дека тоа носи одговорност и дека тоа што некој ќе го каже, покаже или рекламира,
може да направи некогаш и штета, дека деца гледаат и сега ти ако рекламираш Red Bullов или не знам што, некој напиток брзи кредити, Да. дека некој ќе отиде и ќе направи глупост. Осеќаш одговорност, нормално дека осеќаш одговорност за тоа. Претходно кога ги правев подкастите бев уште тазе, не знаев како да се понашам, што да се понашам, а сега веќе учам и ме учат некои луѓе за што, како, зашто да ги прашаш гостите, како вас новинарите што сте, и да биде подобро, мислам, поелоквентно, посвет. Да збориме со гостинот, по речито да биде, поинтересни теми да му вадам од, како што вие знаете да го правите тоа. Ама тоа се учи со тек на време, тоа не можеш. На почеток ја така мислев, ајде сега ќе правам подкаст, земи 2 микрофони, земи камерата и ќе снимаме. Ама видов дека не е тоа така, пошто цело време, на пример, у еден подкаст, ја ќе си правам реакции, цело време викам така, реално, викам чекај бе, ало, глупци сееш, немаш речник, земи нешто, читај, прочитај нешто. И мислам дека да, треба да се работи на тоа, на себе прво, за да биде како што треба подкастот да изгледа и да изгледа добро за луѓето и да не ги правиме тие грешки со што ги кажавме со брзите кредити, со такви ствари, да не рекламираш, зашто стварно деца гледаат, не само деца и општо сите те гледаат, али може да ги наведеш на друга страна, а не треба да ги наведеш на друга страна. Знаеш како ја веќе ја спомена, можеби сигурно си ја слушнал Јована Јеремич, српска наводителка, што и дае на Пинк ТВ. И дечково Иван со веќе се Иваном секогаш ја споминува и мислам дека тоа треба да се прави дури во Македонија, дека ние луѓето што забегуваат, условно кажано, да ги опоменуваме. Па треба да ги опоменуваме, затоа што знаеш како, јас и уште ти и уште 10 будали во државава сме водители. Да, реално. Мислам, знаеш, не треба тоа да биде од позиција на надменост, као види го будалава или ништо. Не, само припази што правиш. Тоа е исто како за која викаме сите доктори нечина, наставниците нечина, политичарите се корумпирани, а сите имаат име и презиме. Тачно, ама треба да имаат некои граници, треба да знаат до кај да идат. И добро е тоа што ги опоменуваат, не знаев за тој случај. Да, има као Бисер Неделја и Јована Јеремич секоја недела е спомината затоа што замисли еден Иван кој има милионска гледаност во регионов, е исто водител и колега со Јована Јеремич. Добро, ама она мислам дека тоа го прави од да, чисто ама да има крене страшна гледаност. И многу лошо влие. И обликува мислење на јавност, така Тачно, што малце добро ми се свиѓа тоа што ја опоменува. Не знам дали да почнеме и ние да правиме такво нешто. Да, само што мислам дека е тенка границата кај што некој нема да те свати дека си надмен на другите или дека некој го мразиш, кога не е тоа поентата. Ќе рече, кој си ти да ми кажеш што да правам? Ја ќе правам што сакам и тука завршувам овето. Па кај нас обично кај нас е тоа така. Мада мислам дека со цело време ако ги опоменуваш може да им дое некад памет. И се филтрираат работите и ве гледам дека имаше еден обид на Инстаграм особено, многу луѓе да бидат инфлуенсери. Па не знам, некако сега се сведе. Во задње време сите се инфлуенсери. Ама некако се сведе бројот на многу малце луѓе што луѓе ги следат, што знаат дека се искрени, што не лажат, што не се преправат и некако што не рекламираат циркузи. И мислам дека баш се, не знам како се стесна кругот, се стесна кругот, пак ја мислам дека скоро се расширува кругот, пошто више и да имаш и 2 и 3 илјади фоловерс на Инстаграм, луѓе мислат дека не знам што направиле. Да, имам, мислам, ги гледам, ги пратам или зимаат, купуваат фоловерси, као ајде од денес сум инфлуенсер, рекам, шо е ова? Како се купува, зар може и фоловерс да може да се купува. Има доста случаи, сега не сакам да ги има тоа не го измисливме ние у Македонија, сигурно. Ама можеш многу лесно да ги видиш. Влагаш ке нив фоловерс и гледаш од Индија, од Пакистан, од цел свет. Ги следи, само не од тука. И сега ќе отиде на некоја фирма, ќе им продава маркетинг, а не постои кој ќе ги гледа. Тие од Индија и овие ќе си платат, ама добро, фирмиве не разбираат. Мислам дека и маркетинг агенции уште не разбираат кои се вистински фоловерси на инфлуенсерот и кој е вистинскиот рич. Пошто они гледаат чисто да имаш неколку фоловерси да поминат со ефтино за некоја ефтина цена за реклама.
Така да има доста. Не знам ти кај гледаш дека се стеснал кругот, а ја мислам дека Па веројатно скоро се јас си ги расширува. исчистив луѓево по Па да, тоа по фидот. и тоа ти е најпаметно Па нешто мислиш што се дека направи. ги има малку. Сега ги спомна баш агенциите, лесно ли кај нас се соработува, да речеме, со... Бидејќи гледам дека сега повеќето големи компании одбираат да се рекламираат на интернет, а не на телевизија како што беше порано. Имаат некои кампањи, тоа не секогаш е реклама за пост да објавиш. Имаат реклами, никако и ние влеговме на таа страна у Македонија. Па гледам дека маркетинг агенциите више ја разбираат работата и знаат дека на Инстаграм, на социјалните мрежи општо ќе им донесе поголем фидбек него да се рекламираш на телевизија, пошто телевизија више не знам, ја не гледам телевизија. Не знам кој Пошто гледа телевизија. само веќе турски реално. серии, вести, дебатни емисии, баба ми, дедо ми гледаат и они, ама они шо може да ти купат нешто за болки, Од за ова пазарче. цело време, да, така да мислам дека ја укапира работата како иде и се лесно се соработува со нив, само треба и они да бидат од таа страна, да бидат добри у тоа што го работат и да препознаат добар инфлуенсер. Така да ја до сега со сите што сум соработал биле окей. Немам никаква. Да, депи секој знае каде да се обрате сега. Ти накид нема да рекламираш Не, се па за мама. имало као ај рекламирај ми трепки, ај рекламирај ми ногти, викам, шо што? као не Каде? разбирам, викам, не ми е контентот за тоа као да ти ги ставам ногти, шо да правам со ногти, свеш. И публиката не ми е таа, што ќе рече и Бомбаке звиго ногти. Не знам, ај да почнеме штрафчиња, све да рекламираме. Не е тоа. Треба да си имаш одредено што можеш да рекламираш, што не. Доста сум одбил реклами затоа што не ми биле у контентот. Ти ако сакаш дај 5000 евра, не можам да те ставам, стварно не можам да те ставам. Не ми прија на Onda мојот гледаш клик. картон и после лак за ногти. Да, не, ба, реално така е. Него треба да си има у граници на нормалата. Тоа што те интересира, тоа да го рекламираш. Како ти почна тебе целава приказна со картонот? Дали беше првата порака со тоа дека една година веќе си cancer, како Free? Да. Не знам дали беше Не. на англиски или на На македонски, не се англиски сеќавам, беше. на англиски Не, беше. мене ми почна првата порака уствари ми беше не сте инфлуенсери, не вработени сте. И така целата прича почна, а после година дена И ти беше викаш после сега ја не вработен. па реално така испадна, се сврте се. Ама не, вработен сум сега. Добар сум, не сум лош. А тоа со Cancer Free беше на денот која една година која помина од кога се оперирав. И тоа ми беше прва година. Сега сме четврта, така пета, тераме. Да чукаме. Уште многу да се Дај до Боже, крај на дај живот. Боже, сите да бидеме живи и здрави, тоа е најбитно. Јас мислам дека тој пост баш многу луѓе го споделува. Јас мислам дека тогаш сватив дека постоиш Дека како постојам? профил, да. Не знам колку пред тоа беше почнато, ама можеби беше и на самиот почеток. Па тоа да, тоа беше година дена од кога почнав, тоест немаше ни година, 6-7 месеци нешто така. И да, беше баш на почетокот. Не бев мислам до толку познат. И сега не сум до толку познат. Сега сум, мислам, Бомбаке, со обичен човек сум како и да е. Не сакам да, не знам, многу ми е глупо кога ќе ми кај познаци дојди ајде да се сликаме. Зашто да се сликаме? Не разбирам кај ќе иде таа слика. Што ќе ги правите на следеќи урамите со мене? Не знам, не ги разбирам тие работи, ама мило ми е што препознаат луѓето дека вредам, дека нешто правам, дека се трудам и тоа ми е окей скроз. Докај стигнавме со пораката? Со пораката, да. Тогаш почнаа сите портали да ја споделуваат, не само портали, сите инфлуенсери поддршка ми дадаа и беше доста вирален постот. Само не го направив ја тоа за да ме жалат или нешто да као ајде да плачеме, сега него го направив со цел да ги освестам малце луѓе да се проверуваат и на време и све да биде како што треба, да имаат контроли како што јас ја правам и други што сум ги освестил до сега, тоа ми е многу голем плюс, да ти Да, кажам. тоа за жал е многу честа појава. За жал, да. И тоа кај млади луѓе. И тоа кај млади луѓе веќе не постои да не знаеме Да, некој нема. околу нас дека Више све е хаос. Да. И не ја сакам таа болестич, да ти кажам. Се ежам која мислам на тоа, ама
со превентива мислам дека све се решава. И поминало, идеме понатаму. Тачно, Мислам, идеме дале. фино ти било картунот затоа што па луѓе од друга страна, сега баш гледав еден подкаст, Тампон Зона, ги следам често, србинки се, може да погледнеш, фин подкаст има, и баш зборуваа па и за токсична позитивност. Затоа што од една страна фино е да сме добри, да сме насмеани, да ни е убаво све, да сакаме да ни е убаво се, Ама не можеш Ама цело не може време да е да цело бидеш, време. И ти си ставил многу картон каде што кажуваш дека веќе една година си победила на таква гадна болест која за жал многу луѓе не се извекле и не може никој да ти каже сега биди весел. Не можеш да бидеш весел, тоа е траума, први ни на телото и на главата е емоции, траума. прашања и све, не можеш да гледам у последно време сите се позитивни, ајде да шириме позитива. Него му е стужен денот, не му се прави ништо, ама на Инстаграм многу е позитивен, сееш, не може така лажна позитива да шириме, што викаш, токсична позитива да кажеш ти? Да, токсична позитивна, пошто биди си природен, човек си, нека ќе бидеш тажен, нека ќе бидеш среќен, весел, покажи си ги емоциите како што треба. Не ги лажи луѓе дека секој ден тебе ти е супер, розев, не е така. А дали после Иве Картунов, кога сите портали, мислам, сите доста пренесоа, имаше што ти пиша некој фала што сподели, јас низ истото поминувам или такви некои коментари? Имаше многу и секој... Зашто предпоставам дека тоа значи ти, ако си видел некаде додека си бил самиот болен, ќе ти значало да видиш дека ете има излез, не е дека е најстрашно на светот. Не, имаше доста луѓе што ми пиша нормално и позитивно све. Но ми е мило што цело време терам кампања за машко здравје секоја година, ноември, и имаше неколку наврати луѓе што ми пишува ради твоите картони отидов да се проверам. И имаше еден човек пред некое време, сега е здрав, жив, прав, како што треба, ми рече, Бомбакис, после картониве, објавив ја исто за машко здравје, отиде се провери, му најдоа тоа што не треба да му најдат, и на време фатено се и се излечува его човекот, бевме, пиевме кафе, пиво пиевме, се како што треба, све е најнормално. Така да, има доста такви прикази. Значи не се само картони. Не се, и мило ми е тоа што идат луѓево да си се проверуваат од моите картони. Сега морам да те прашам прашањето за $1,000,000. Кој сака да биде милионер? Многу често луѓе пишуваат дека идејата не е била оригинална, као да ние тука во Македонија измислуваме топла вода, не е се у светот измислено. Ти пишуваат ли уште после толку години ти го имитираш овој плавиот со витканата коза? Тоа беше на почеток, не ти оригинална идеја, ама ја реков, ја не ја измислив идеја. Знам дека не е оригинална, јас сум инспириран од човекот, ме инспирирал да го направам ова туку во Македонија, тоа е тоа. И за македонски менталитет, ја не им пишувам на Америте, картони еве ви од мене, него тука пишам за наше општество, све што се дешава во нашата држава. Али сега се поредки, сега ги нема, више укапира и знаа дека не се замарам што ќе кажат и да пишат, само има онак празно пишување. А како ти текна? Мислам, ете си го видел негде, сме виделе милион луѓе има што ставаат такви слики, не е дека нешто ново и чудно е. Од кај ти текна? Па го пратевме доста долго време човекот и ми беше интересен, гледам, викам, стварно интересни работи пишуваше, добро, сама Цивен забега со многу работи, ама беше на почеток беше бум, мислам, интересно, добар маркетинг. И после почна еден исто дечко у Србија, гледам дека се откажа, не знам зашо, и ја му пишав на тој брат, дали може ја да почнам туку у Македонија? Вика, да бе, зашо да не, вика, имаш мојата поддршка. Па после почна еден бугар и така некако, не знам, ми дадо инспирација, гледам што пишуваше Србинов, пошто сме тука блиски размислувања, близок менталитет со Србија, и викам, зашо да не напишам ја да видам како ќе пројде. И ти викам, првиот картон беше не сте инфлуенсери, не вработени сте, а вториот беше не е барбер и све што е карирано. Така да, и не добро беше. Не на тоа одамна било. Да, одамна беше и постана вирално све. Например, за 2 дена имав некои 7-8 илјади фоловерс, што безвезно од нигде никаде.
ама гледам дека луѓе сака да... А со таа намера Не го скроз, почна или онака од скроз од зазанција? заебанција, да. Со другар дома немавме што да правиме. Корона беше затворено све, досадно. Седи на Инстаграм, ништо не се дешава. И викам, ајде нешто да напишеме, што може нешто ќе се деси. И И седеа сите И се- дома и се деси. да, па не, тогаш дека седиш затворен си, Си немаш што да интернет, правиш, да. и сите на социјални мрежи, на Инстаграм, на Фейсбук, и гледаат и валја ради тоа све постана вирално. А што работеше пред ова се, пред да си на интернет? Што работев саш, да ти кажам, од почеток до крај или? Тоа најинтересното, Најпоследното. најпоследното. Па мислам имам работено у Грција 10 години, ама секое лето по 3 месеци така нешто останував и со деца работев, им бев ги чував на камп, на детски камп. Останував бајаги, ептен ми беше добро, пошто децата ти дават многу позитивна енергија, баш кога си на море, баш кога се тие мислите не ти се туку у Скопје, него се ти е таму. И многу ми се свиѓаше, тоа го работев 10 години, после година дена работев у Романија и живеев таму со деца со посебни потреби. Па дојдов тука, отворив невладина и исто тука работев со деца со посебни потреби, што ми е најдобра работа, нешто што сум ја работел до сега у животот. А што Пошто ми е- точно работеше? Па работилници правевме, ги занимавме у Романија тоа, а тука почнавме да пишуваме проекти за да може да доаѓаат луѓе од страна, кој ИВС, си слушнала сигурно. да. Да доаѓаат тука за да направиме нешто за инвалидите, да можат да се движат низ Скопје, од све да прават, за деца да имаат некои активности, да бидат активни секаде, на секое поле, у спорт и у се. Тоа го правевме и на крај завршив у една агенција бев програм менаџер за Америка, за Work and Travel. И туку, уствари, тоа ми беше последното и од после, од кога добив отказ од таму, затоа што нели короната кога дојде Да, немаше сите ги потреба. брка од работа, да? Немаше потреба, па проценија дека нема потреба. Да. И од тогаш почнав. Ми се деси ова со картоните. Непланирано скроз. И сега се фокусирал само на ова што зборуваш со студиото, со јутубот, со тоа или работиш и нешто Сега имам друго? маркетинг агенција, тоа го работам, го работам Инстаграмот и најново е тоа што го правам со студио, што вложив доста енергија, време и пари. Сам го тираш ова или ќе има уште луѓе околу Не тебе? има цел тим, Сам не може сам човек. не можам, да пробав сам дома све подкастот кога почнав, ама тома иди снимај, намести, викни Колку гости, се епизоди сними, пошто баш 20. ги снема онака, мислам ги снима. Па така Да, ми да, делува па, дека ги снема Ги преку снема, вечер. да, избледеа. 20 епизоди, тоа со доста добри луѓе, доста добри мовети беа. Ама све да правиш, да монтираш, да сечеш, да лепиш, да викаш го, све бев ја. А сега викам не иде вака, мораме да направиме тим. И има тим што ќе работи со мене. Има едно анонимно човече, морам да го спомнам сега, што ќе биде цело време до мене и ќе ми помага, пошто ќе ми биде десна рака. И он ќе се појавува во некој видео, дали со глас, дали ќе одлучиме, уште не сме одлучиле како што, али он ми е десната рака. Важно тимот се погодил, тоа е најважно, без луѓе нормални околу себе Па не да, би. знаеш како е сега, ти викаат, ајде ќе работиме, ќе ми дадеш 1000 евра. Сееш, не е тоа така да ти дам, ќе ти дам 1000 евра, не е проблем, а ти нема да го работиш тоа со љубов, нема да го работиш со душа, него ќе го работиш само да го изработиш и да си отидеш. А тимов што ми е сега, ме знаат, претежно ми се другари, блиски, роднини и сакаат да помогнат, ама нормално сите да заработиме и сите да нешто да направиме на тоа. крајот на денот сметки треба Само човек да плати и да тачно, живее пошто од нормално. љубов не се живее, и ја го разбирам тоа многу добро, ама викам ако ја растам, сите ние растеме и имаме пари. А си приметил исто дека со сите некако се договараш да работиш на страна ајде парите. И сите имаат идеи, сите имаат се, Ама не од ти ги понеделник, од јануари и пропаѓаат работи. Па да, затоа што мисля дека сами можат све да направат, а не можат и себични се луѓе. Тоа
така ќе го кажам, дека се себични и не сакаат да делат работи со други, затоа мислат дека све ја ќе ја направам и сите пари за мене ќе идат. Ама не бива така. Ја бев таков на почетокот, од грешките се учи, И свати дека не бива. И сватив дека не бива, да. Пошто ако заработувам ја, кога што заработувам, да даеш на некој дел, ќе биде многу подобар продуктот што ќе го пласираш него јас све сам да направам. Така да, тоа го разбрав. Плюс штедуваш и време се и со дете и со и се. време и све, и енергија и све. И башка идеи имаш повише, не си само ти да ги мислиш сите работи, него ти Некојаш да. кога мислиш дека Кузни колку е добар и кој ќе го кажеш на глас пред некој друг човек и викаш знаеш дека е глупа. Така ми се случило кога викаш сега ова колку е добро и го кажеш на глас и викаш па не било се толку. нема, да. Не да не било толку глупо било. Да, глупо е, се дешава. Има и такви ситуации, така. Кажи ми кого ги гледав на подкаст? Тони Михајловски беше во подкастот, така Да, таа ја да. гледав цела епизода, гледав и што ништо, ама никако ми ги снема преку вечер. Ги има уште на подкастите. каналот. Не ми ги снема. А, Имаше да, континуитет некој, ти еднаш неделно ги објавуваше, нели? Па почнав два Или пати два неделно. пати? Да, Епа два ти пати ептен си неделно. се амбицирал, тоа е. Ептен, влегов у филм дека многу јако ќе биде. Мислам добро беше, не беше лошо. Со оглед на тоа, со опремата што имав тогаш, феноменално беше. Имав и поддршка и од портали и од све. Ќе видиме сега како ќе биде. Па би требало да тргне. Па се Мислам, надевам пошто со- све, со јас Господ мислам напред, дека преска го зборевме дека работи се филтрираат. Тоа беше исто, јас на едно интервју го кажав, тоа беше исто како со веб порталите. Едно време секој отвараше, портали. отвараше. И сега се читаат само 5-6. Само најдобрите, тие што обстана, ама тие што биле упорни и знаеле дека ќе успеат у тоа, така треба да ги гледаме на работите. Ако си упорен, ќе успеш, а ако снимиме сега 2, 3, 5 епизоди и нема ништо, Ама и човек треба да биде само критичен, затоа што еве дефинитивно. Јована Еремичка ја спомнам, кај нас уште нема Не, толкав не. бисер, па некојаш треба и Како- некој да ти каже да Како се нема, видиш има и кај пред нас бисери. треба ти да кажам. се видиш пред огледало и да сватиш дека Што може се нешто не дешава? правиш кој што треба сега. Немаат тие луѓе, немаат достоинство, немаат образ, немаат чест, ништо немаат, само идат напред и газат све пред себе, така. Има и кај нас такви луѓе. А тешко ли ти беше за гостите договарање, бидејќи кај нас има еден таков впечаток дека во една земја од помалку од 2 милиони луѓето мислат дека имаат стани куќа во Калифорнија. И дека се соносат нагоре. Бидејќи и многу се зафатени. Уопште не ми беше тешко да ти кажам баш за тоа. На когој да му се јавив, сите ми кажаа добро, кај се наоѓа ќе дојдам одма. Тоа најверојатно е поштовање према мене. И викам фала ви на сите за тоа поштовање, викам не знам како да ви се А сега да одужам. не јадеме трици, постојат прекрасни луѓе во Да, Македонија. дефинитивно. Ама има Многу повеќе од овие другите. Гле, има, не сум имал некој случај да ми каже, еј, не бе, не можам, или еј, немам време, него ми кажал конкретно, не можам сега, не сакам да гостувам, не сакам да идам по емисии, кога ќе можам, ќе дојдам, не е проблем. Али некој да ми глуми лудило, не сум имал некој таков случај. Сите биле добри, сите испоштувале. Само што малце далеко е студиото, али например, Ништо Скопје не е толку далеко, за еднаш Да, и ако тоа треба што да отидеш, викаш. ќе се снајде човек. ќе се снајдеш, да. Освен ако не трако сега со ЈСП да оди. Да. Тоа да, не знам дали штрикуваш и да правам. Да. Види па кај нас јас сум у центар, па и тука исто како докај тебе да оди човек, паркинг не може да најде. Не, тоа сам да кажам, многу е лесно да дојдам, ама па се вртам тука, паркинг се барам пола сат, така да исто ми се фаќа. Затоа што јас си викам, па пешки, после каме не може сите луѓе пешки Да, не дојдат. можам од Маđари пешки, ќе требаше да ме чека, требаше да тргнам у 5 сабајле. Па ќе можеше онакава како на Zoom ќе го направевме Или дека на- доеш тука, па да, ќе па- испиевме кафе. Реално можевме и така. Пошто претпоставам побрзо дојде до тука него што најде паркинг. Тачно, Пошто тачно. гледам сторито шеташ низ парк. Да, си се Викам, шетам. Кај се Ја паркирал паркирав човекот? таму од другата страна на Вардар, ама добро се најдов паркинг така. Да. Еве ова зашто ти е подалеку, прифаќаат луѓе, зашто не ви прифаќале? Прифаќа, да, ти кажав, сите дојдат, дури Тони Михајловски ми рече, ви, ама си далеко, ти вика, треба да плаќам 2 патарини до тука да стигнам. Викам, па тоа е, викам. Онака фактура на луѓе за гориво да плаќаш. Викам, ќе ти рефундирам све, не е проблем и бензин и патарини.
Али доаѓа, да. Сега бидејќи го спомна него, гледам дека со него со Хонда, со Да, Александар со се Александар, викаше, да, па, со не ми Александар. текнуваше на името прво. Што беше со челенџот за пивата, се утепував од смеење. А со Значи што ги нема што да, истуравме? тоа не беше исто за пандемијата? Или Па- беше у некој период кај што ја немав што да работам и цело време ве следев со Па пивата да, нешто. со пивата имавме челендж да не пиеме пива 30 дена или да, 30 дена И беше. со цигари, што имаш? Имаше И нешто такво? он цигари, јас пива, да. И зимав пиво и го истурав. Цело време, мисто да го испијам, го истурав као да се, не да се откажеме, него малце да одмориме, да направиме пауза од цигарите он и од пивата јас. И добро истеравме 30 дена без пиво и без цигари, супер. До кај ти е паузата прајање или се врати на пивото? Се врати во одма после челенџот на пивото. Не знам, некако не можам, пивото ми е најдобриот пријател и кога ми е тешко и кога сум среќен цело време. И некако не можам, сум пробал неколку наврати, као ја ќе го оставам, не можам да го оставам. Ама умерено, ако се пие све е окей. Сега да не се претерува малце. Треба ли нешто поради, предпоставувам, сега да не нагаѓам, дали примаше ти хемотерапија или не дојде до таа фаза? Да, примав превентивни 2. Дали може би поради тоа ти било посочено и сега треба да внимаваш на исхрана, на алкохол, цигари, Гледај, да цело речеме, некоја време диета да држиш? Цело, мислам, тоа Диета, се значи, на совети На исхрана. што ќе ти ги кажат за све, ако отидеш на доктор, така да нема правила. Не сакам да спомнувам, ама ја ќе кажам, имаше жена што цел живот е на здрава исхрана, па ви се десило тоа, така да нема правила. Нема правило, ма ти чисто ради себе, дали Да, внимаваш на храна, на... Сега не, да ти кажам искрено, сега не, отпосле внимав да некои 2-3 години, сега последно време не, ама од февруари се враќаме. Ма на тебе ти многу- се собра многу работи, празници, слави, Све, дете. да. Мада и ја не смев ни да вежбам ни ништо 2,5 години, 3, така ми кажа докторите, и се здебелив, све тоа, пошто седиш дома, се здебелиш, си јадеш, шо и да јадеш, ти пак се лепи Да, за да, тебе, кога пошто не немаш мрдаш од активност, дома. да. И се здебелив башки со пивото, и сега од февруари почнуваме нешто интересно да правиме и да откажеме све ова. Мислам, не можеш да откажеш све. Да, не те е сега у- нема не на е вода убаво, да бидеш да. само, не е ни таа крајност нормална. Тачно, зашо да го правам тоа со сила, него треба да се задоволиш нека душата, да си спиеш едно пиво, не е ништо страшно. 2. Ама ќе ограничиме, мислам ќе ограничиме. Ќе јадеме нешто што треба, ќе пиеме нешто што треба и ќе вежбаме малце. Од мекиците се фати нешто, правевте драма мекици или Па дека Или се не породи направи на нешто 23 декември, кај што нема слободна кај што кафана? нема слободна кафана, да, сегде се јавив во цело Скопје, нема слободна кафана и не правев мекици, али ќе ги направам со крштевка, со една година све заедно. Не е ни тоа најважна работа на светот. Да, ми дојдоа дома другари, тие што ми честитаа, си дојдоа, тие што ми се блиски си дојдоа нормално и 2-3 дена траеше тоа. Супер си поминавме. Нивкова слава си Нивкова направи. слава, да, дури излезе жена ми од болница и после тоа немав после ни мерак да правам мекици искрено. Сакав после празниците да се како да се посмири ситуацијава, ама некако ми викам ај си очувам дете, сега мекици. Тоа е, кој Тоа дошол, е со дошол. децата тоа е. у декември, јануари, Да, родени, да, празници да. се, после грипови, болести. Све, да, све на куп, све на куп. И вашето дете ќе добива и поклон за нова година и за се Добро, зезам. ќе им биде Тоа полесно, ќе им биде полесно на сите што ќе доаѓаат, као еј, ајде се. Воедно, да. Тоа И се за нова зафркававме, зашто јас требаше да се породам пред нова година и тоа вика сега детава цел живот ќе има травма, ќе вика само еден поклон ми Да, купува да, сите. да. Па, За да ама заштедам. реално така е за да заштеда. Ја мислев дека ќе се породи жена ми на 31. Дека телевизор Дека ќе телевизор ќе земам, дека ќе се сликам со градоначалничка, а се гушнати се. Алтан ама- ќе ви дадат. Да, ама некако не издржа и криво ми е, се шалам, ични ми е криво Јас сакав телевизор, да ама жива и ова здрава, само тоа е помина најбитно. и празници И све? Да. Па, сме ги утнали. Термините, така. Морам за Дуксеро да те прашам, видов дека имаш и твој Бренд. твој бренд кој тоа е така? Да, тоа е карактер. Да, што има освен блузони Дуксери? Сега има блузони, дуксери и мајци има. Сега моментално.
али сега што правиме ќе бидат оддела, као ја што ги носев на свадба, пошто не може тие оддела секој да ги носи, не дека нешто јас се курчам сега да кажам, него стварно треба да бидеш карактер за да ги носиш тие оддела. И треба да си тој стил, лабав да бидеш за да можеш. Јас да го поздрам другар ми Сунај Сабриовски, него мора да го земеш кој ќе ги Као продаваш. модел мислиш? Мораш тоа, он носи такви оддела уште Чим пред да носи, ги можеме- измислат у Македонија такви Можеме да оддела. можеме да го Ја да испоштуваме. го спомнам, Као фотомодел може да го земам. па И- да видиш после пораст на продажба. Да, не е проблем, само Некоја ми спомна кога одделата ја што ги носам и ми текна на Сунај. на него. Да. Добар е човекот. Не знам сега, не сум го приметил баш како се облекува, ама супер новина е. А зошто карактер? Па затоа што како да се вика, како да се вика, и на крај одлучив карактер да биде затоа што треба да имаш карактер за да го носиш дуксеров. Така, на таа не знам, на таа мисла ми дојде у глава као треба да си карактер за да пошто нема да бидат обични дуксерите црни, бели, така вака, него ќе бидат ова се само почеток, ова се само пробните, а ќе има и доста и тренерки, све ќе има А тоа само. сега е почнато, Сега така? беше пред 2-3 месеци, да. И како има побарувачка, јавуваат, пишуваат Има, луѓе? да, има доста добра, мада ја многу ефтино ги давам. Али сакам да идам според стандардот на народов, зашто Да, нема сега сите да да не се претаруваме, да не не може секој глумам да дае. лудило 5000 денара дуксеров, не, колку можете, толку мислам. Знам колку можат од прилика. Али ќе биде А добро. кој ги изработува? Како го Гевгелија, терате? ја ги цртам, ги правам, у Гевгелија ми ги шијат, и тоа со најквалитетен памук, да се пофал. И ми ги испраќаат тука се везат, све се прави тука и само ги пакуваме и А дизајните ти ги црташ, ги правиш, да? Гледа, не Имаш се и нешто тоа. вау дизајн. Имаш и ти тоа работено или низ годиниве па научи и Не тоа? знам, си имам некоја машта у глава и сакам нешто да биде поразлично, имам такви дуксери што ми се шарени сите, а пуштам шарено да биде се. И викам, ај зашо да не, ја сега на бојни ги направивме, ама следните ќе бидат така. Малце За да видите интересни. што ќе се бара. Да, да видиме Можеш што ќе да се бара, видиш. пошто сакаат луѓе, сакаат еднобојни, јас сакам еднобојни да Сите носам. да. сакаме еднобојни работи Ама некогаш. сакам и циркус да биде на мене, така да ќе пробам и од тие да ги Да, ќе пропнем. те прашав за картуните затоа што претпоставувам ти сам ги пишуваш, така? Да. Затоа што имаш многу убав ракопис. А, фала ти. Нели тоа со стереотипот дека мажите не пишуваат убаво, е многу А, убаво напишано. Јас сум пробала на картон да пишувам, не Не изгледало изгледа така. добро. Мене вако класика, прво ме има пофалено професорка, мислам учителката у основно, да, у основно и после завршив у Јосип Броз и класна ми беше по македонски, и ми вика ти си дрва македонски, ама ракописот ти е супер. Така да, ракопис сум имал цело, мислам одамно, од кога знам за да пишам, тогаш сум имал. Гледам, сакам све да биде педантно, сакам така прецизно да биде се, пошто не поштам она шкрабано да биде ишкртано све, кога со нозе пишувам, некако не ми е убаво, за око не ми е убаво. Да, зашто баш изгледа ко печатени да се Да, зезам, ме ама се прашуваат, приметува. а ги црташ со ленјер, со ова, викам, ставаш некој нешто да знаеш, не бе, викам, со слободна рака си ги пишам, и стварно со слободна рака си Не, ги јас пишам. што сум забележала и со колеги, например, со новинари, кога сме оделе негде, кога требало пароли за протести за нешто, и Не знаат секогаш како- не колегите пишувале, Аха, мажите колеги. пишувале. Аха, Испаднало и дека секогаш се на подобри. хамер кога треба да се пишуваат Виж. убаво. Не знам што е идеја, тајната на тоа. Не знам, ние ваља се, не знам, посветени, поима немам, на пишувањето посконцентрирани за да не утнат нешто, може Па би тоа. може би, појам. ние некако Пошто вие сакаме може да не се мултитаскинг, замарате. све Да, да и- завршиш. и одма на да се брзина. јавиш на сите, да завршиш на камерот, изгледа и за тоа И за исто тоа као не- што Не давате толку пажни мене ми е на... многу жал, ама и повеќето мажи готват побаво од жените затоа што историски не морале да готват, туку го готвеле од кејфа, жените правеле све и готвеле плюс. Точно, да. Ја, например, за готвење, да не се фалам, да не испадне се фалам само, ама, не знам, многу уживам кога готвам, баш кога сум дупли бик, така да уживам и у храната, у такви работи. Ептен сакам да си готвам сам, а да не ме замара никој. Не ќам никој да ми се моти у кујна. Све сам, ама ќе направам циркус
И после друг да изме, пошто ја некако тоа Јас на сакам крај ми многу е да готвам, ако има кој да ги стави садовите у машина. Машина за да, па тоа истото. Имаше баш на Инста видов каде ме ќе јас доека правам рецепт од Инстаграм што сяде за 10 минути во каф куп садови. Јас да, исто така дома ќе Исто, направам нешто ја кога што ќе се се јаде. расправам, после ќе ми кажа што направи да не печеше нешто, свиња да не печеше. Кам не бе, ама така од све по нешто, ама си оставам си правам купови. Јас правам купови, дури не се ни на Среќа што има машина за садови, да ти кажам. Тоа е фала Среќа на тој што што е има, да. измислил, да ти кажам. Гледам се и право смукалки, све има Да, све моторизирано и има. се што има треба да си купиме. Само треба да лежиме и све друго да си работи. Да, пошто веќе нели на Сири, на Алекса, на све се средува, си на збориш, Google си кажеш, ти прави мовет кога си сам. Јас многу имав против тоа дигитализирање низ куќа и сега е тоа Ама, пола здравје. многу е Сијаници, полесно, право така? смукалки, дома, клими. Добро, со времето све си доаѓа, така и ти ќе си легнеш на брашно. Да. Картонот нека седи, тоа нека си биде пишувањето рачно, Да, нека сега работи, да не нека ми го останат напише old ни. school. Да не ми го Ама за напише се ни. што може со компјутер, алал да им е на тие што го измислиле. Точно. Ми викаат, земи на табла пишувај, бриши, зашо користиш, викам, нема да биде тоа, бе, луѓе. Картон си е картон, напишано си е напишано, друго е. Сега ќе пишувам на табла, па ќе бришам и шо е тоа, која е поентата? А каде табла да носиш онаква Да, зелена како што не има? зелена, него оние што се знаеш, белина. Па тоа многу е Нема, стерилно, да, не многу е, нема логика, викам, нема логика. А доста луѓе ми пишувале, зашо не направиш така, нема логика, викам, не е таа поентата. А памтиш ли вака некоја бројка да дадеш до сега колку картони имаш напишано? 2000 плюс, не знам точно, ама Секој 2000 ден плюс. објавуваш, се не можам да се Порано- сетам, пошто објавуваш и други работи. Порано ги објавував само. секој ден, ама сега не секој втор, трет, така нешто. Пошто не можам да постигнам све. А порано беше дури знаев и да извадам 2 картони од денот. Па да, на и со многу почетокот. други луѓе. Имаш и доста како соработки, да ги кажам, не се соработки, ама и со други Да, луѓе имаш заедно. Абе, има и пораки, идеи и све, и запишани се од телефон, ама не можам Треба сега некој да ги направи. Треба, да, не можам сега, мислам, не можам секој ден како што беше на време, мислам кога почнав на времето. Кога почнав, немам време. Па и значи како и публиката се презаситува, некојаш треба некоја пауза да Па да ти дадеш. кажам, ја мислев се дека презаситува, ја мислев ама- дека се презаситува, ама гледам дека ако не објавам 1-2 Ти дена, пишуваат? ми пишуваат, ајде кај си, шо ти е, чекаме картонот е. Као временска прогноза се од денот да ми е пројде. чудно тоа, викам, а јас сам на себе сум си досаден. Викам, да не ги замараме луѓето толку многу, ама не, мислам ми пишуваат, ајде кај си фалиш или стори да не ставам. Па што ти е, што се Да не дешава? си волен, Да, толку зашо, кај вика, си. дај кажи ни добро ли си, свеш, има такви многу луѓе што ми пишуваат. И ценам, поштувам тоа, многу ми значи тоа, поддршката. А следиш ли која ти е тебе публиката? Дали те гледаат тоа млади луѓе, повозрастни, Па, мажи, 50 жени повеќе? 50% ми е од 25 до 34 и 30 и нешто посто ми е од 34 до 45, така нешто беше. Немам деца ич, а сакам да имам деца да ме следат. И постара ми е публиката и поише жени ме следат, да ти кажам. 60% жени, 40% мажи, така нешто. Јас беше. се зачудив, например, подкастов и сајтов и се што следат луѓето се 50, не се 50 рамно, ма се да речеме Постари? 53 со нешто, не со однос помеѓу мажи и жени, што баш се зачудив. Значи тука негде се. А возраста е од 30 натака, јас па Па немам добро, никој па. малце помлад, ама Па добро, тие луѓе гледаат подкасти, не може некој Тие луѓе дете гледаат да подкаст. седне и нема да му биде интересно. Треба да земе циркус да направиме за дете па да не верувам дека некој на 18-19 години гледа, ама па фала Богу ни сите од Ама, деца зборат ретко. англиски. Ретко, И може сега и си има гледат. подкасти, ама многу поспециализирани гледам за видеоигри. Аха. Ма доста Да, жени по Америка што гледам што Или за секоја тема си има за се си има. публика, Да, така и они да. имаат пазар сега македонскиот јазик, го збориме у Македонија. Да, и, да, да, ние и тоа е. малце Срби, не знам, Србиве на пример имаат многу подобра шанса од нас пошто цел И Балкан ние ги ги разбира. слушаме. Да, И они имаат голема диаспора. реално. А ние тука сме.
тие сме. И Што нешто сме. надвор што И да пребегале. и да се бориме тоа да успееме со ова мало парче земја што го има. Па мислам дека за секој има, како беше тоа, место под Место сонце. да, под сонцето, да. А нашето сонце е големо Македонија, така да. Не верувам дека и толку сега кога ќе почнат луѓе да кукаат, па кај нас нема публика, за секој Не, за секој. И ако се трудиш и ако си упорен, да, ќе имаш, така да нема откажување тука. Па тоа ти што го кажа со барањето одма пари, луѓе, мислам дека сега ти си се појавил у светот некаде и ти заслужуваш да. пари да имаш. Као дека и тоа најбитната работа на светот е. Па не знам, за жал така станува вако време дека све материјално и дека парите се најбитни. Ја ич не ги сакам, пошто одма као ги зијам така ги трошам, ама тоа е, мислам, без нив не можеме ништо да направиме. Едино да отидам некоја планина и таму да се живеам и све да си имаме. И пак ќе ти требаат пари и таму. И ќе за треба нешто. да работиш, И ќе тоа не е треба баш да- така романтично. Али гледам да ги избегнувам тоа. Парите, многу пари. Кога ќе спомнам некој или кога ќе ми каже некој пари, бегам од него. Ма добро, дали ти на пример тоа освестување ти било твојата лична травма од болеста, да речеме, затоа што често мислам дека ние луѓето нешто треба лошо да ни се случи за да ни дое памет. Точно. Реално Твоево е така. многу лошо, сега да не се Да. преправаме. Никој не може добро да прифати ако му кажате имаш рак Тачно. или тумор. Те освестува скроз ти го сменува, ти го менјаш животот. Не се нервираш за работиш за ситници. Успеа ти некој. тоа да го постигнеш, да речеш кој видиш што Да, преживеав, сега ќе се замарам паркинг што немало за тука. Па тоа, за тоа ти викам си се возам сега порано да беше ќе се дерев, ќе пцуев, ќе излезам, не знам нешто, пошто кратки нерви имам. Ама сега си се возам, ти реков си барам паркинг, немам гајле. Или некад некој ќе ми засвири на семафор, нешто ќе пцуекам. Добро, шефе, нема гајле. Значи тие работи ти ги намалува, стресот и нервозите, што ќе се нервираш за глупости, за некои ситници? Уживај си у животот. Тоа на тој начин ти го менува и менува животот. Ти поише си емотивен, не знам, песниве на пример што ги слушам, подлабоко ги Си плачеш? си плачам цело време, да, кога треба, мислам, кога така Кога се мислиш осеќам, дека да, треба кога да така се плачеш. осеќам, дефинитивно нема што да кривам, и ние мажите плачеме, и вие жените Прдиме, прдите, пцуеме, да, сега да ти кажам. Па тоа е нормално. А книгава од каде инспирацијата? Ти имаш објавено и книга, тоа беше негде есента 2021, така? Да, октомври. Се не може да ми текне дека 24-та сме. Да, уште не сум навикнат и ја на Од кај 24. инспирацијата? Зошто сакаше книга да објавиш? Па мислам дека секој човек треба да си напише книга за себе, затоа што секој човек си има своја животна прикажа. Живот се вика. Да, живот книгата. се вика и јас си го напишав животот што сум го поминал, а сум поминал доста. Тие што ја прочитале книгата имаше многу позитивни критики, немаше ни една као лоша, него многу добри критики имаше. Си го напишав тоа што го мислев, тоа што го имав преживеано. И имаше и смеење, мислам има у книгата и смеење, има и плачење, има и поучни некои работи. И викам зашто да не си напишам книга. Сега ќе има и втора книга. Ништо е Само како да- продолжение или сосема Не, друга? за картони веќе ќе биде поврзано. Како почнале, зашо све Берем картон да не се пораките вика. берем. Гледаш, за името не сум уште размислил, ама може да биде така берем картони, да. Не е лошо. Баварска ќе потпишеш после процента дадеш за името. Може нешто. 10, 15, 20, зависи колку ќе се договориме. А добра ти идеја. Тоа ќе биде баш за животов од објавениот Баш картон прв. Ќе ги има и тие најбитните картони, пошто не можам 2000 картони да ги ставам у книга, ќе биде многу досадно. Не, ќе ги има тие 100-200 картони што се најбитни и ќе има целата приказна како настанале и зашто се напишани тие картони, како позадината на картоните. Тоа е идејата. Нешто што ме интересира многу, затоа што ве кажа ти не сте инфлуенсери, незапослени сте. Сега си ти веќе во тој свет неколку години. Претпоставам дека твојата сопруга сосем нешто трето работи. Да, она си е учителка по англиски у приватна школа. Разбираат ли партнерите кога имаат некој дома што
Работи е нешто циркузант. на што е циркузант, нешто што на некого му изгледа дека не е работа, што си цело време на компјутер, на телефон. Каква е таа разбирачка по Да дома? не разбираше и да не ме поддржуваше, немаше Немало да да биде биде со сопруга, мене, нормално. да. Тоа го уште на почетокот тоа го Зашто се види, расчистивме. тука имаш некој што работи во ред и работи со деца и ова другото. Да, Дека некој баш скроз. спротивност. Мада она убава. знаеше кој сум и шо правам у животот. Мислам не дека сега нели Gucci и Versace се твои брендови па као. Ама баш тоа кога некој е дома во домот креативец, а другиот има нормална работа. Да, Тоа е убава работа, ама е нормална работа од до. Тачно. Ја не поштам, реков дека тоа од 8 до 4, од 9 до 5 не поштам да работам. Зашто ми ја одзима енергија, да сум го кажал тоа 100 пати. Сега може работам 24/7, ама знам дека работам за мене и знам дека поубаво ми и поубаво се осеќам. И знам дека со љубов го работам. Добро, ама тоа не може секој да го работи. Да, Не ни сака секој да го работи. Сака, да, некој Луѓе- сака да си отиде на работа, да си заврши работата, да си земе пари. Ма не сум ја тој тип. Ја не размислувам така не. И е многу потешко кога работиш за себе, затоа што секаде има дека сите треба да бидат бизнисмени, да напуштат работа, ама Да. тоа не може секој да го работи. И Многу не ни е. треба, не може сите за себе да работиме. Ќе Дефинитивно. пропаднеме ќе како држава. Ама и да, тешко и треба да знаеш што правиш, како правиш, зашто да имаш све испланирано. Не знам, тешко е, ама убаво е. Да, и не сам мислиш за парите, вака знаеш дека имаш плати кои ќе речат луѓе за себе ќе работам, ама не е баш така дека е најлесно на не е светот. така. А и како што кажавме нели на почеток дека сам све да правиш не можеш. Ти треба некој Не, друг. дури да имаш ти тој Тим. некојаш ќе треба да го платиш, треба Да. да мислиш некој Не, дали и да го платиш, ама ми е, например, сега тоа не можам, ја тоа што го размислам и тоа што би го постирал и што би го направил рецимо на Бомбакес, не можам да му дозволам на некој друг да му кажам еве ти го инстаграмот, че работи ми го ја да се занимавам со нешто друго, пошто он не мисли исто како мене и затоа не можам да ги некако мислам дека све сам можам, а уствари не е така. не за такви работи не можеш, затоа што тоа веќе ако создаваш или си создал бренд, не може некој да Да, мисли да као го- тебе, као мене, као некој трети. Не можеш да му довериш све на него, рецимо на тој другиот. Тоа па може, ама не кај секого, затоа што многу Ретки луѓе случаи. тоа не сака да го кажат, ама ако работиш нешто што е јавна работа или ако продаваш нешто преку интернет, ти уствари самиот си бренд ти се продаваш. да, Сега не може може многу некој- глупаво звучи, ама се продаваш. Тачно, така е. И Сега. оние со голите слики, И они се они- продаваат. Знаеш, сега секој си го секој нашол со- начинот. Тачно. Што и да сака, дали на некој Се му се согласен. свиѓа, може и ти тоа што го правиш да не му се свиѓа и Дефинитивно не е не ни на сите им се здраво. свиѓа. Да. малце мислам дека Сите да те сакаат, не и за тоа постои има диагноза, ако Тачно, мислиш да. дека сите треба да те сакаат. Да, не е убаво тоа. Си имаше завлезано у некој филм кога почнаа луѓе да ти пишуваат и да имаш многу следачи, тоа вака ги прашувам секогаш. Значи раскрстивме со тоа, во Македонија немаат звезди зашто после Да. Табановци и Прешево не Не познаваат. Таква тоа е, Глеј, таму сме ја имав родени. еден картон као не сте вие звезди, звездите се на небото. Мислам сега да дали не ми се- сереме, има успешни луѓе во Македонија. Ама нема Добри како Тоше и све. звезди. Он беше едина звезда што у Македонија Мислам и после- популарен, да. ајде звезди е голем вакво, но популарен регионално. Али он го заслужил тоа, звезда. Ама мислам дека не може во оваква мала земја да има. Да, Звезди. реално. А да, дали Ама се занесува човек малку. дали ти лупне да, во дали глава. од кривини од шините дали сум излегол, егото дали ми пораснало, Па да. сега тогаш Можеби, несвесно можеби, пошто сите те знаат, чекај да се Ке те застани, познае на улица, да се некој здраво сликаме, ќе ти да, рече. здраво, као си. Па да, имало сигурно момент, ама сум го Тоа те решил. отргнувало. Сум го решил одма, зашо што викам ја сите сме луѓе, сите сме од крв и месо. Кога може еден Игор Џамбазов да му пишам на Инстаграм, може ли да дојдам да се сликаме заедно? И он ми вика да, кога сакаш слободно. И одам ја таму сретено, направивме слики, си направивме се мовет, сеќавам кафе, на тие све, да. сликите, да. Значи викам, сите сме од крв и месо, само треба да бидеш човек, треба да бидеш нормален. Пошто има некои што се занесуваат и што им летаат
главите облаци, али тие паѓаат ниско. Не, морам да те прашам затоа што некако сега изгледа сите сакаат брзи пари, сите мислат дека треба да станат инфлуенсери, да земаат компензации и пари, да станат популарни, што и да значи тоа. Нели, пошто имаше еден пријател, ајде ќе го поздравам да не го споминјам во секој подкаст, имаше многу убав статус, нема ништо посиромашно од тоа да си познат и сиромаш. Па реално да. Еве, Што ако поздрав ти е до Холандија. Што ако ти е славата, ако немаш денар од джеп? Мислам, не разбирам тоа. Така да, како што кажа... Интересен мајндсет е тоа. И Да, затоа го да. зборам зашто деца мислат дека помали ајде што се од нас, дека многу е се лесно, дека брзи пари има, денес јас ќе почнам да работам од Инстаграм, ќе купам следачи и ќе земам ќе пари. заработувам, ќе правам реклами, ама има такви многу. Само не знам, не сум ја од тој тип. Гледам до кај ми е черката, гледам што можам да направам. И сакам, мислам да бидам сталожен, смирен, да не летам толку облаци, пошто нема потреба. На почеток ми беше интересно, и се сликаат луѓе со мене. Јас сум После многу- си кажеш па шо? Јас сум многу битен, не знам чим се сликаат нешто па. Викам, што ако се сликаат? Не, тоа ако каже Нема- некој дека не му е акнато во глава, лаже. Да, Затоа што- сигурно ти кажав ја дека сигурно некој момент несвесно сум влегол во некој филм, ама сум излегол. Така да еве сум сега приземен. Мислиш ли дека ова на долги стази можеш да го работиш или не планираш сега до толку што ќе правиш за 50 години? До една стотка можам да го терам, после не знам, после ќе ми биде потешко. Не, дали на долги стази, па не можам искрено да го правам, што на 50 години да креирам картони, нема логика, нема Не поен. со целово со, или затоа и го правиш студиото и проектов за да видиш у која насока ќе оди. Студио и све што работам и маркетинг агенцијата, да, тоа можам да го терам и тоа сакам да го терам зашто сакам да ми биде работа. И целата приказна ми е насочена кон тоа. А Бомбакис што ќе биде, како ќе биде понатаму, дали ќе биде со картон или со нешто друго, немам никаква идеја моментално. Сега тераме до каде можеме да А видиме. интернетов се менува, може ќе ги нема и социјалните мрежи, од се кај да менува, ама знаеме. не, ќе сега тек се у Ќе моделира, експанзија, не да, ама можеме да ќе- знаеме. Ама ќе- и многу брзо се менува. Све се Па менува. не е дека толку... Све тече, све се менува. Значи имавме, како беше, немавме ни компјутери, ни купија компјутери, немавме кабловска, имавме кабловска и што Да, се у да. животов И доживеавме. нашиве А на замисли па нашите родители со Е, па, црно-бело тоа сам телевизорите. да кажам, они не разбираат, на пример, на почеток кога почнав моите, што се глупира, што ти е? И сега кога гледаат какви се работи, ми викаат, а може ние инфлуенсери да станеме? Ама не, па јас Ама ги више, гледам на разбираат, приказнат. родителите мои, нивната генерација го гледаат подкастот. Да, Не гледаат. гледаат толку телевизија, Е, па, си тоа следат ме на радува, Facebook да. вести, си отвараат тајмк. Пошто немаш на телевизија некој добар контент, добра приказна, што турски серии. Ма тоа е сегде у светот така, више телевизор ама никој не да пушта. направите нешто за да, не знам, за да обстоите, за нив нека мислат нешто. Гледам дека да, и постариве сега ќе се уклучат YouTube, сакам оваа песна, сакам онаа Па песна. сега на сакам компјутерите, подкаст, сакам- мислам на телевизориве се пушташ, Да, ама и- YouTube не е уклучен, И затоа тоа им е сите имаме телевизија. телевизор. Да, така да и моите исто гледаат само YouTube, телевизија ретко. Зборевме бабите и дедовците, толку Да, тај беше многу возрастна дури- публика отиде. Дури и на бабите и дедоците да ми објасниме како се Колку е тоа едноставно. Да. И мислам дека и они ќе се префрлат на YouTube, така да. Добро, фала ти многу што дојде. Фала Имам на уште многу поканата. за зборење, ама јас ќе дојдам на другиот Ќе крај. доеш, да видиш кај. Ја имам паркинг таму. Така Да. нема да му. Тоа на само ќе патот, треба на да- пат кога ќе одам кај моите до Драчево, пошто далеку е тој пат, Па еден круг можеш. ќе направиме. Таман можеш. И патарина ако платиш ќе За да не рефундираме тоа. избориме све, да има Точно, муабет да има уште. мовет и понатаму. Да, фала ти бомба стварно многу што Фала дојдете бомба, и не тебе, бомба. да, фала ти на поштовање, фала ти на поканата и баш ми беше мило и баш ми беше супер моветот со тебе. Тоа е тоа, чао.